Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во петокот чекавме да се случат или се случија два битни настани за идната политичка разврска во Република Македонија. Првото беше гласањето во грчкиот парламент, односно ратификацијата на договорот за промена на името Република Македонија во Република Северна Македонија, и второто беше одлуката на СДСМ или на врвот на СДСМ дали ќе прифати или нема да прифати предварени парламентарни избори. Одлуката на СДСМ е пролонгирана за неколку дена по доаѓањето на Зоран Заев од неговото патување во Давос, а грчкиот парламент ја ратификуваше таа одлука и Република Македонија од петокот веќе и дефинитивно Република Северна Македонија. Тие два настани ќе ги анализираме во нашата вечерашна емисија. Што со оваа апатија? Името се смени и сега влегуваме во еден сериозен процес на една сериозна апатија во Република Македонија. Како на крај ќе кулминира таа апатија? Таа апатија секако не може да кулминира од натре, јас многу пати сам го кажал, кога тоа сега гледаш сите балкански раководители зборуват за мир. Ципрас се фали со мир, Заев се фали со мир, Борисов, така. Сега, да се подсетиме на аксиомата. Кога сите почнуват да зборуват за мир, тогаш доаѓа војната. Уште повеќе има отворени врати за таа војна. Границата на Косово со Албанија падна. До април ќе падне границата на Македонија со Косово и со Албанија. Значи тоа е минување на границите. На мала врата. На мала врата, ама тоа се смет. Кога сите зборуваат за мир? Да, тоа е аксиома. Војната доаѓа, да. Така. Минатата емисија ние го отворивме парчето за претседателските избори и во интервјуто со Стефчо Екимовски го анализиравме фактот дека Талат Џафери пред еден месец ги потпише договорите за промена на името Република Македонија во Република Северна Македонија и го потпише законот за двојазичност во Република Македонија. Сите политички анализи кои се правеа во изминатите 6 или 7 месеци вели дека Зоран Заев има намера да се кандидира на претседателските избори, да победи на претседателските избори и главната кампања да му биде дека тој кога ќе победи веќе првиот ден ќе ги ратификува или ќе ги потпише договорите за промена на името во Република Северна Македонија и законот за двојазичност. Меѓутоа пред неколку недели тоа го направи Талат Џафери. И Стефчо Екимовски анализираше, почитувани гледачи, веќе слушате таа негова изјава или тој дел од интервјуто со Стефчо Екимовски, дека Талат Џафери тоа го направи бидејќи тие и самите не веруваат во победа на претседателските избори. Можеби е тоа така, меѓутоа мојата анализа оди во еден сосема друг правец, а тоа е дека Дуи, Талат Џафери, Али Ахмети не сакаат да бидат успешни претседателските избори. И што тие де факто направија? Ги потпишаа законите кои не сакаше да ги потпише Ѓорги Иванов и на тој начин СДСМ нема маневарски простор тоа да бидат главни адути во нивната претседателска кампања и на таа основа или на таа база да мобилизират албански гласови во вториот круг на претседателските избори, односно да се обезбеди цензусот 40% плюс 1 глас. Со тој потпис на Талат Џафери, Зоран Заев или некој друг консензуален или неконсензуален кандидат на СДСМ не може да ги убеди албанските гласачи да излезат на вториот круг, бидејќи ако излезат, тој ќе ги потпише договорите за промена на името во Република Северна Македонија и ќе потпише законот за двојазичност. Тоа го отвора второто прашање, тоа е дали Дуи сака да успеат претседателските избори. Во овој временски период и Дуи ВМРО ДПМН веројатно посакува да не успеат претседателските избори, да се воспостави одредена политичка криза и да имаме брзи предвремени парламентарни избори некаде есена ова година, ако СДСМ не распиши предвремени парламентарни избори заедно со претседателските избори. Зошто Дуи тоа го сака? Го сака бидејќи сака изборот на претседател на Република Македонија да се врши во македонскиот парламент и со гласовите на Дуи кои ќе бидат неопходни или со албанските гласови во парламентот да може да биде избран македонски претседател. Ако македонски претседател не се бира на непосредни избори, туку се бира со гласови на пратениците во македонскиот парламент, како што беше избран Киро Глигоров 1991 година, тогаш Дуи ќе бара да биде избран и подпредседател на Република Македонија, односно во пакет да се бира претседател и подпредседател. Тоа ќе значи влез во уставни измени, кај што тоа ќе биде на уставна категорија кај што претседателот и подпредседателот се бират во македонскиот парламент. Председателот бил македонец, подпредседателот бил албанец. Тоа де факто е посекувањето на Дуи. Тоа е де факто стратегијата на Дуи на Талат Џафери. И кога Талат Џафери пред 2 или 3 недели стави подпис на законот за промена на името и законот за двојазичност, тој де факто посекуваше крах
на председателските избори. И тоа е всушност работата која на некој начин ги плаши СДСМ. Затоа СДСМ се уште калкулира дали ќе има во исто време председателски и парламентарни избори, бидејќи не знае како ДУИ ќе реагира во една таква политичка ситуација. ДУИ очигледно сака крах на председателските избори. ДУИ може би дел на ВМРО структурите посакуваат влез во една таква политичка криза кај што Зоран Заев ќе биде изметен од политичката сцена. Имаме нови дестабилизации, ќе имаме нов Борис Трајковски. А бидејќи имаме председателски избори, новиот Борис Трајковски по струмичка или по локал патриотска линија или по партиска ќе се бира? Па знаете што, самиот факт што они побрза да го потпишат указот за двојазичност од страна на председателот на собранието, кажува дека тие не се сигурни и во председателските избори, инаку тие што ќе почекаат 3 месеца ќе го потпишеше новиот председател, што значи дека проценките, особено по уставните промени и по потпишувањето на двојазичноста, мислам дека јако се надеваат они на консензуалниот кандидат, дека сепак овој народ наредни 3 месеци ќе се подосвести. Кога веќе начнуваме темата на председателските избори, мразот го скрши ова недела Владко Ѓорчев или пратеникот Владко Ѓорчев со неговата изјава во македонскиот парламент. Тој најави својата председателска номинација и тоа го направи на еден доста категоричен начин. Тој не вели јас ќе се кандидирам на конвенцијата на ВМРО-ДПМН, кај што ќе се избере кандидатот на ВМРО-ДПМН за председател на Република Македонија, кој треба да се случи на 16 февруари во Струга, туку тој вели јас ќе бидам кандидат за председател на Република Македонија. Да покажува две работи, почитувани гледачи. Како прво, Владко Ѓорчев е сигурен дека ќе победи на конвенцијата или некој му ветел дека сигурно ќе победи на конвенцијата, и како второ дека без разлика на резултатот на таа конвенција на 16 февруари во Струга, Владко Ѓорчев ќе трча на председателската трка или ќе трча на председателските избори. Тоа покажува дека во врвот на ВМРО-ДПМН можеби постојат повеќе струи, дека во тек е тој конфликт помеѓу процес на дегруевизација и на регруевизација во врвот на ВМРО-ДПМН. Ова е прво поголемо искушение за Христијан Мицкоски и ќе се види како ќе реагира Христијан Мицкоски. Дали Христијан Мицкоски ќе има сила да го спроведи до крај моделот на дегруевизација во ВМРО-ДПМН или структурите кои сака да го спроведат тој процес на регруевизација ќе бидат посилни од Христијан Мицкоски. Меѓутоа прво погледнете изјавата на Владко Ѓорчев и потоа ќе анализираме дополнително. Објавувам и кажувам дека се кандидирам за председател на Република Македонија. Поседувам искуство, поседувам мотивација, знаење, честност, лојалност, огромна работа. Ја знам цела Македонија, ги знам сите општини, ги знам сите градови, ги знам селата, населбите, улиците. Наредниве 3 месеци ќе појдам во секој град, ќе појдам во секој дом, ќе појдам во секој општина и секој населено место. Ќе појдам крај граѓаните на Република Македонија, ќе појдам кон оние кои што ми го дале мандатот, оние кои што демократски ме верификувале. Ќе појдам и ќе ја побарам вашата доверба, затоа што се надевам и мислам дека сум ја заслужил. Што значи процес на дегруевизација? Сигурно процес на дегруевизација не е да го изфрлите Митко Јанчев од функцијата подпредседател во ВМРО-ДПМН, бидејќи Митко Јанчев и Никола Груевски имаат врска, како што ланскиот снег има врска со Сахара. Значи процес на дегруевизација во ВМРО-ДПМН е расчистување со моделот и со луѓето кои асоцират на еден период на владење на ВМРО-ДПМН изминатите 11 години, и тој модел на владење на ВМРО-ДПМН беше расторен ко кула од карти со бомбите и со шарената револуција. И има огромно количество на луѓе, почитувани гледачи, кои се незадоволни од владењето на Зоран Заев, кои не се само незадоволни, туку се драматично разочарени од моделот на владење на Зоран Заев. Промена на името, промена на идентитетот, договорот со Грција, договорот со Бугарија, воведување двојазичност во Република Македонија. И тие луѓе вие треба да ги донесете да гласат за ВМРО-ДПМН. Што ќе им ветите на тие луѓе? Дека Антонио Милошевски и Владко Ѓорчев денес се подобри од 2014-2015 година? Тоа ли ќе им го ветите? Тоа ли е процес на дегруевизација? Процес на дегруевизација не значи смена на Линденска безброј, не значи смена во премиерскиот кабинет, па сега веќе не е Никола Груевски, тука е Зоран Заев. Процес на дегруевизација значи демонтажа на тој модел, меѓутоа демонтажа на тој модел во белата зграда на ВМРО-ДПМН, а не во зградата на Линденска безброј. Христијан Мицкоски во моментот е единствен политичар во врвот на ВМРО-ДПМН кој може да освои повеќе од 400.000 гласови на председателски или на парламентарни избори. И тој е сега предмет на атакување. Колку е предмет на атакување од структурите на СДСМ, толку е предмет на атакување од структурите на ВМРО-ДПМН. Владко Ѓорчев во овој момент сушно значи
посакување на структурата на Борис Трајковски да се врати на голема сцена во врвот на ВМРО ДПМН. Некаде во првиот четврток на февруари Владко Ѓорчев заедно со Александар Николовски, сопругата на покојниот претседател или починатиот претседател Борис Трајковски и Вилма Трајковска се поканети на молитвен поедок во Соединетите Американски држави. Тој се организира секој прв четврток, еднаш годишно. Владко Ѓорчев таму веројатно ќе сака да ја засили својата претседателска номинација. До преди известно време, човекот кој одлучуваше кој ќе оди на тој молитвен поедок беше поранешниот министар за одбрана господинот Зоран Јолевски. Тој беше шеф на кабинет или генерален секретар на кабинетот на господинот Борис Трајковски, подосна беше амбасадор во Америка, беше министар за одбрана во владата на Никола Груевски. Де факто тоа значи на голема врата враќање на структурата на Борис Трајковски во врвот на ВМРО ДПМН. Таа структура сега сака да воспостави доминација во врвот на ВМРО ДПМН. На конвенцијата на 16 февруари, како ќе помени таа структура, која беше блиска до Борис Трајковски. Владко Ѓорчев е репрезент на таа политичка групација. И се чини дека во СДС Радмила Шекеринска го држи клучот или ребусот во своји раце, дека таа сака да биде или кандидат за претседател или кандидат за премиер. И затоа инсистира на можно спојување на предвремени парламентарни и претседателски избори. Ако биде кандидат за претседател, тогаш да не и пропадне цензусот во втор круг, а ако биде кандидат за премиер, да го истурка Зоран Заев да биде кандидат за претседател. Значи, Зоран Заев и тие и надворешните, да, и надворешните го турка Заев, за да може тамо да му обезбедат уште 5 години служба. Направија средба со Сорос во Давос. Точно така. И гледате, Соросовите медиуми го фаворизираат Владко Ѓорчев и на тој начин му праќаат порака на Зоран Заев. Ако Радмила Шекеринска не биде во игра, како наш фаворит, ние го фаворизираме Владко Ѓорчев. Сега, види, јас директно ќе кажам. Јас не гледам разлика меѓу Зоран Заев и еден Владко Ѓорчев. Разликата е тоа што едниот се покажа, другиот ако дојде ќе се покаже на ист начин. Зоран Јолевски де факто е репрезент или представник на тоа охридско-струшко бизнис и удбашко лоби. Тамо се смета дека Бранко Царенковски е патриархот на тоа лоби, бидејќи со потекло од Слатин, односно Дебрца, кој гравитира околу Охрид и Струга, па дека тука Зоран Верушевски, меѓутоа патриархот на тоа охридско-струшко бизнис и удбашко лоби е Лази Китановски, починатиот Лази Китановски, кој беше министар за одбрана во владата на Бранко Царенковски и кој всушност е познат пред македонската јавност по она афера со Хардрок, кога беа всушност манифестирани тие први знаци на спојување помеѓу политичката структура и криминалното милје во рамки на Република Македонија. Лазе Китановски беше всушност човекот кој ги поврза Зоран Верушевски и Бранко Царенковски. Тој потекнал целото издеглавје во околината на Охрид, односно Дебрца, и тој човекот кој беше репрезент или прв фронтмен на таа охридско-удбашка бизнис структура. Таа охридско-удбашка бизнис структура е силна како во СДСМ, така и во ВМРО ДПМН. Зоран Јолевски е во некои кумовски или роднински врски со Илија Илјовски, кој беше еден од кандидатите за генерален секретар на СДСМ, сега е втор човек на Комерцијална банка и беше близок политички соработник на Бранко Царенковски. Процесот на затоплување помеѓу Бранко Царенковски и Борис Трајковски 99-2000 година го воспоставуваат Илија Илјовски и Зоран Јолевски, двајцата репрезенти на тоа охридско бизнис или удбашко лоби во Република Македонија, кој сите го поценуваме, меѓутоа и ден денес е исклучително мокно во Република Македонија. Како ги затоплуваат односите Борис Трајковски и Бранко Царенковски? Неколку средби имавме со Црвенковски во тој период. Тајни? Значи, ова исклучително тајни. Во тој период е негде околу мај 2000 година. Значи само 7-8 месеци по изборите, односно 6 месеци по изборите. Па 5 можда, бидејќи е на 18 декември е инаугурацијата на претседателот. И кај ги имате тие средби? Во центар на Скопје. Во центар на Скопје. Меѓутоа во секој случај имаше две средби, последователни една по друга. Во приватни станови? Да. И во многу така ужок круг. Кој беа на тие средби? Можеме ли да кажеме? По еден представник двајца од две страни. Значи Борис Трајковски од вама, Бранко Царенковски? Да, и по еден од... Вие, значи... Ја од кабинетот. Зоки Миравац од страна на Бранко Царенковски и кој е третиот човек од страна на Бранко Царенковски? Јас со Зоки Миравац не се видов тогаш. Така? Кој беше таму? Илија Илјовски? Двајца блиски соработници, тоа е многу интересно, меѓутоа... Илија Илјовски и Зоран Јолевски, сегашниот министар за одбрана.
Констатирајте си го сами. И еве уште едно парче од тој интервју со господинот Кецковски, кој беше човек од најголема добрба на Борис Трајковски. А тоа е на тема дали Борис Трајковски работел на смена на Лјупчо Ѓоргиевски и дали Борис Трајковски имал амбиции да дојде на чело на ВМРО-ДПМН после сменувањето на Лјупчо Ѓоргиевски. Што мислите? Какви се амбициите на Ѓорги Иванов или на луѓето околу Ѓорги Иванов? На 12 мај оваа година едно купче на луѓе одредени удбашки структури, кои сега се во Агенцијата за разузнавање, кои се блиски на Ѓорги Иванов, ќе останат без газда. Тие луѓе кои се научени да бидат власт во Република Македонија, ќе барат нов газда. Тие луѓе ги гледате, се среќаат со разни политичари во разни кафичи, хотели во Скопје, во Република Македонија. И тие луѓе работат против Христијан Мицкоски. И тие луѓе по секоја цена ќе сакат на чело на ВМРО-ДПМН или во председателската трка да номинират свој човек. Кој ќе биде нивниот избор, ќе видиме во наредните неколку недели. Меѓутоа, таа структура на Ѓорги Иванов, кој на некој начин прво се обидуваше да го капитализира процесот на неуспешен референдум во Република Македонија, сега сака да стави капа или рака и врз процесот на председателски избори во Република Македонија. Има одредена информација или шпекулација, ќе провериме со вас, дека 2001 година или периодот пред 2001 година државниот врв, мислам на Лјупчо Ѓоргиевски, Борис Трајковски, Доста Димовска, го дочекуваат скарање меѓу себе. Точно ли е тоа? Точно е, да. Тоа е последица на една ситуација во ВМРО-ДПМН во тој период од 2000 година мај месец. И бевме во страшно лоши односи ние како кабинет тогаш. Борис Трајковски и Лјупчо Ѓоргиевски. Со Доста Димовска првенствено. Со Доста Димовска. Да. Можеме ли да раскажеме што е? Имаше ли тогаш обид за пуч во ВМРО-ДПМН? На чија чело беше Борис Трајковски и Доста Димовска, односно да биде сменет Лјупчо Ѓоргиевски? Па имаше некаков таква една ситуација во мај месец 2000 година. Меѓутоа на чело беше или идејата беше на Доста Димовска, не на Борис Трајковски, меѓутоа во секој случај Борис председателот беше ставен во форма на фронтмен од политички аспект, да речеме, од фигура како човек кој што тој ги победи председателските избори, имаше меѓународна поддршка. Да, меѓутоа во секој случај тоа не беше планирано краткорочно, него долгорочно, нели, да се случи после завршување на председателскиот мандат. Тука значи во секој случај Доста Димовска, тој момент го Душко Кадиевски, Борис Трајковски, значи целата таа екипа околу Борис Трајковски. Председателот изигран беше во тој период. Вие немате представа, почитувани гледачи, колку е длабок тој раскол во врвот на СДСМ меѓу луѓето на Зоран Заев и луѓето на Радмила Шекеринска. А гледате, луѓето на Радмила Шекеринска најчесто повикуваат дека треба да се организираат предвремени парламентарни избори. Тој е министерката за правда, тој е господинот Дамјан Манчевски. Тие се произнесува дека сака да има предвремени парламентарни избори. Од друга страна, Кочо Ангјушев ја отврли можноста или тој не се согласува со предвремени парламентарни избори. Зошто луѓето на Радмила Шекеринска би сакале да има предвремени парламентарни избори, бидејќи смета дека на тие избори би можел да изгуби Зоран Заев, тој да биде исфрлен од премиерската функција, да биде исфрлен од челното место во СДСМ и луѓето на Радмила Шекеринска или Радмила Шекеринска да дојде на челното место во владата или можеби во СДСМ. И тој раскол кој постои веќе подолго време, сите тие афери кои излагаат во јавноста, всушност се резултат на тој раскол кој постои во врвот на СДСМ, на луѓе на Радмила Шекеринска и луѓе на Зоран Заев. Тука има уште два играчи кои се многу битни, едниот е веќе споменатиот Кочо Ангјушев и вториот е министерот на полиција господинот Оливер Спасовски. Кочо Ангјушев е во лоши односи и со Оливер Спасовски, со Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски е во лоши односи со Радмила Шекеринска, е во добри односи со Зоран Заев и Зоран Заев тука се обидува да балансира како американски амбасадор и на некој начин да ги држи под контрола тие 3 силни или 4 силни јадра во врвот на СДСМ. Меѓутоа, знаете, полека веќе истекува рокот кога тие несогласувања во врвот на СДСМ ќе може да се држат под контрола. Одредени структури кои му беа лојални на Зоран Заев веќе воспоставуваат релација со Бранко Царенковски. Има одредена шпекулација дека некаде на крајот на 2018 почетокот на 2019 година во еден кафич во Рамстор е организирана средба или прослава на Нова година на луѓе кои биле лојални на Зоран Заев, луѓе кои биле лојални на Бранко Царенковски, дали нешто се подготвува ќе покажи времето. Меѓутоа тој раскол во СДСМ и тоа опасно незадоволство од договорите со Грција, договорите со Бугарија, полека веќе ќе му стигат за наплата на Зоран Заев. Се чини ли дека клучниот проблем на денешна Македонија е дека само македонскиот национализам е штетен? Дека секој друг национализам не го поздравуваме, дали е бугарски национализам кој смета дека македонците се од родини бугари,
Аплодираме на албанскиот национализам, аплодираме на грчкиот национализам, аплодираме на српскиот национализам, само македонскиот национализам е штетен. Само македонскиот национализам не е дозволив. Гледате, половина македонци на прашањето за македонскиот национализам, за било што намерисува на македонскиот национализам, се вртат против тоа. Да, тоа е една интересна феноменологија. За жал не успеавме да создадеме единство во оваа наша држава. За огромен жал, македонскиот национализам стана еден вид ерес и тоа е најчудното во целите овие процеси, што македонскиот национализам е најмногу напаѓан внатре од самите македонци. Од една половина на македонската нација. Тоа е една неверојатна феноменологија како истите тие луѓе деструкција. Да, било кого по било каква основа ќе го раскринкаат, ако каже било која изјава во насока на одбрана на македонскиот, било која изјава на сила, на македонски, на Аљахмети, на Артан Груби, никога не на Мухамед Зекири. Значи 100% албанците, значи 100% албанците застануваат за тие изјави. И барем половина од македонците. Да. А било која македонска изјава кој мириса на македонски национализам, тој сооднос на 1,5 наспрема пола, како јас што го нарекувам. Еден албанец и пола македонец наспроти пола македонец. Наспроти пола македонец, тоа е страутно, тоа е фаза која што е никогаш не... И вие велите се да само треба да номинира албанец за кандидат за председател на Република Македонија. Не, добро, сега не велам дека треба да кандидира. Тоа го напишавте на Фејсбук. Го напишав на Фејсбук затоа што сметам дека во овој момент може да постои и мислам дека треба да постои одредено мобилизирање после подолго време на македонските национални гласови. Македонско обединување, да. Кога се менуваше знамето од Вергина, новото знаме на Република Македонија, односно актуелното знаме, го направи Мирослав Грчев. И знаете, нема ништо пологично, почитувани гледачи. Ако татко или автор на македонското знаме е Грчев, тогаш кум на новото име на Република Македонија, Република Северна Македонија, да биде Грк, или да биде Грција, или да биде Алексис Ципрас. Кој е автор на знамето денешно на Република Македонија? Јас сум на оригиналниот. Вие сте автор на знамето на Република Македонија. Да. По тоа знаме гинеа македонски бранители 2001 година. Што е совинистичко или што е националистичко во тоа знаме? Што им пречи на албанците? И барат промена на знаме. Не сум бил во ситуација да дискутирам за тоа. Јас ве прашувам, сега сте во ситуација да дискутирате? Не, ја мислам дека приказната, пазите, ја не ги знам воопшто ни аргументите на таа страна, неколку пати се споменува. Треба да се разговара, да се отвори дебата. Околу знамето. Тито Петковски и Зоран Заев потврде дека ќе се отвори дебата. Околу знамето, околу химната и символите на државата. Што според вас на вашето знаме е националистичко што треба да им пречи на албанците? Не, нема ништо националистичко. Што треба да ставиме орле на тоа знаме? Не, гледайте, приказната со... Би прифатили ли вие да направите ново знаме со орле? Значи, гледайте се. Јас не сум тој што прифаќа или не прифаќа. Пред 2 дена грчкиот парламент го ратификуваше договорот од Преспа. Да. Ирина Гини е всушност грчката верзија на Мирка Гинева. Да, точно така. Алексис Ципрас пред сите нас каже дека всушност слава македонците се словенизирани грци. Тоа е есенцијата на Преспанскиот договор. И овде му аплодират на Ципрас. Аплодират, браво Ципрас. Да, ама сега кој грк кој тоа го кажа? Кој го аплодира тоа? Аплодира до тие предавници кои точно подпиша и поддржа Преспанскиот договор. А Мирка Гинова не е славо македонка како кажат Ципрас. Таа си е македонка и така го изјавува. И за тоа што го изјавува и се бори, да подсетам тоа гледачите, дека таа е закопана до главата во земја и е стрелан. Ете, тоа мора да се подсетиме. И како ја велите, во држава или во земја на камени глави, поразот ко победа се слави. Тоа нас сега не се случува. Тоа е вашата кованица, тоа е вашата... Тоа е, сега тоа го е кажал поетот Ради Силен, аз го повторувам, пошто е точно. Така.
И ние сега поразот ко победа го славиме. Да. Ние поразот кога победа славиме и предходно, кога беше и во 2016 и сега и така, и сме навикнати. За жал веќе навикнуваме. И затоа еве да се вратам на таа апатија, тоа е чудо. Чудо невидено. Па гледаме сега што е во Венецуела. Ама таму има народ, самосвесен народ. Тоа е. Знаете што ми се чини, почитувани гледачи? Или што немногу се плашам, или што ми влева одредена доверба. Тоа е дека нашите пријатели во светот и понатаму ќе останат да не ославуваат како Македонија или како Република Македонија, а ние ќе ги караме и ќе ги убедуваме и ќе им велиме дека тоа не треба така да го прават, дека треба да не ославуваат или да не рекуваат Република Северна Македонија. И господјата Петир во Европскиот парламент и господинот Лазански и мноштво луѓе кои се пријатели на Република Македонија јавно изминатите неколку дена или неколку недели кажаа дека тие ќе нарекуваат Република Македонија под нејзиното уставно име. Влада на Република Македонија на тие луѓе ќе им кажува и ќе ги убедува дека ние веќе не сме Република Македонија, туку сме Република Северна Македонија. Тоа ќе биде најголемиот парадокс и најголемиот апсурд на владењето на Зоран Заев. Ние самите ќе мораме да ги молиме останатите и да ги убедуваме дека не треба повеќе да не нарекуваат Македонија или Република Македонија и дека во иднина треба да не нарекуваат Република Северна Македонија. Или како што вели Зоран Заев, тој ќе биде првиот кој гордо ќе го земе новиот пасош на Република Северна Македонија. Вреди ли за влез во ЕУ и НАТО се смени име на една држава? Pa ja smatram da ime predstavlja identitet, ono je znak i predstavlja znamen i ime je nešto što ostaje iza nas dok nas više ne bude. Zbog toga smatram da se sa imenom niti naroda niti države ne bi smjelo kockati i oni koji postavljaju takve uvjete i traže takve ustupke od Makedonije nisu dobronamjerni. Na kraj se smirite su makedonskiot narod. Pa ja mislim da su pred Makedonijom nova iskušenja i da je makedonski narod shvatio šta su mu namenile zapadne sile. I on se zbog toga buni. Desila se jedna vrsta puča u Makedoniji, koja je izvedena kriminalnim radnjama. Na glasanju u makedonskom parlamentu o promjeni državnog naziva kupovani su glasovi opozicione stranke VMRO. Milioni evra su dati. I to je izglasano na nelegalan način, kriminalnim radnjama. Volja makedonskog naroda prema mojim saznanjima je sasvim drugačija. Makedonski narod neće dozvoliti nikakva poniženja. I ja mislim da će se oni izboriti za nove vanredne izbore. Ето, господин Шешек, ние, например, во историјата имаме гледано како се менуваат државни граници. Има војна, некоја добива, некоја губи војната и се менуваат државни граници. Сега имаме прв пат да гледаме како се менува име на една држава. Нема војна, има хибридна војна на 4 години. Može neka država da promeni ime, ali svojom voljom. Na primjer, Gonja Volta je promenila Burkina Faso. Gonja Volta je bio strani kolonijalni naziv, a Burkina Faso domaći. Takvih slučaja bilo. Kongo je promenio u Zair, a to nije nametnuto s polja. Kad se s polja nameće državni naziv, onda je to uvreda za naciju. Mi se čini дека клучниот проблем е дека американците ни, или официјален Вашингтон, не ја гледат Македонија, или во сегашна фаза не ја гледат Македонија ко национална држава на македонскиот народ. И дека договорот од Преспа, договорот со Бугарија и Тиранската платформа нас де факто ни укажува дека американците не ја гледат Македонија ко национална држава на македонскиот народ. И затоа се сите овие турбуленции, ама добро, тие се метаморфози, сега, фази низ кои поминуваме. Кога гледаме по таа 3-годишна криза, па тие се во право да гледат дека не сме со рамковен договор, па Преспански договор, па Тиранска платформа, па кој ги прима? Американците притискат, сугерират, кој ги прима? Ние ги примаме. Нели така? Па ние. Сега, кога ти ги примаш тие сите антимакедонски акти, ти значи навистина не си дозрен да имаш национална држава. Што се утиме ние, кога тие? Па секако, ако некој ми дое и ми каже нешто ајсиктир, еве сега во тоа, читам во полнок, сите американски дипломати заминати од Каракас. Ајде, подрум. Во Вашингтон се враќа. Толку. Нема лабаво. Кај нас
Ние сме си пуштили гаките и кој сака и отпред и отзад се извинуваме. Тоа е. Кој е големиот победник на целата ова игра на Балканот изминатите 2 години? Алексис Ципрас. Гледате како Алексис Ципрас, почитувани гледачи, воспостави континуитет на грчката држава во однос на античка Македонија, во однос на античкиот период, во однос на Византија и во однос на поделбите на Македонија и на македонска територија после Балканските војни. Во грчкиот парламент не само што го капитализира и го присвојува за себе Александар Македонски, туку ја присвои граѓанската војна во Грција, ја присвои Мирка Гинова и присвои сите тие славо македонци како тие што ги нарекуваат. Тие се според државини на Република Грција, односно тоа се словенизирани грци. Кога ние се откажавме од тие македонци, кога ние рековме дека нема македонци во Бугарија или во Грција, дека ние немаме диаспора во Бугарија, во Грција, немаме во Нов Зеланд, во Канада, во Австралија, тогаш Грција го направија тоа што ние им го ставивме на послужавник. Ги присвоја тие македонци. Или како вели Алексис Ципрас, на 73.000 македонци или 1983 година Грција не им дозволи репатриација, односно да се прогласат или да се пишат како грчки државјани. Дека тоа било здростор кој го има направена грчка држава кон своите сонародници или кон своите чеда кои се тие деца бегалци кои имат напуштено Грција 48-49 година. Алексис Ципрас успеа тоа да го направи. Успеа да биде голем победник на целата таа домена игра на Балканскиот полуостров. Зоран Заев беше само статист во таа игра. Му овозможи на Алексис Ципрас, веројатно после Венизелос, да биде најголемиот политичар во грчката историја. Како треба да се свати поентата на Ципрас во врска со Мирка Гинова или Ирини Гини? Поентата на Ципрас во врска со Мирка Гинова треба да се свати како една историска инстанца што целата грчка држава, не само Ципрас, ја има во еден подолг временски период, а тоа е видувањето на граѓанската војна во Грција од нивен аспект и обојување само со идеолошка боја, а не и со национална. Добро, тоа значи дека граѓанската војна во Грција не е борба на македонскиот народ, туку на комунистичката партија. Да, според нив тоа е борба на комунистичката партија и Ципрас во последното обраќање. Внимавајте, тука имаме големи заблуди. Би сакал да дозволите ми, ако може да ги Ќе ви дозволам. Меѓутоа истото тоа го прават и бугарите. Тоа што се случува во Втората светска војна и конфликтите или борбите меѓу македонските партизани и бугарските фашисти, тие им дават само одредена идеолошка, а не национална линија. Значи истото што го прави Ципрас го прават и бугарите. Значи истите договори со Бугарија и Грција почиваат на еден исти фундамент. Стана збор за идеологија, а не за национално прашање. Не знам што прават бугарите. Сакам да објаснам една заблуда што прострујува околу обраќањето на Алексис Ципрас, неговото последно обраќање во парламентот, околу граѓанската војна во Грција. Значи тој ги задржа црвените линии. Добро, што сакам на грчката. Сакам да кажам дека обојувањето на граѓанската војна во Грција го прави од идеолошки аспект, не од национален аспект. Тоа значи дека македонците во Грција, според Ципрас, така, се словенизирани грци. Тоа ли сакате да кажете? И сакам да кажам дека тој ја задржа целата теорија. Не се плашите, кажете го тоа. Целата теорија, воопшто не се плашам. Значи според Ципрас, македонците во Грција и егејците се словенизирани грци? Според Ципрас, идеологијата на граѓанската војна во Грција беше од комунистички аспекти, не само според Ципрас. Значи... Добро, тоа сака да каже дека луѓето кои му аплаудират на Ципрас, аплаудират на стратегијата и на тезата на грчката мегали идеја дека македонците се словенизирани грци. Во овој момент тоа сакам да го кажам, дека невозможно е да му аплаудирате на Ципрас во своите статуси, Facebook статуси, што сега го гледаме, дека бил многу поразличен од сите останати грчки премиери, а истовремено да бидете наследник на комунистичката идеја на Киро и на Лазо. Идејата на Киро и на Лазо е спротивставена со тоа што сега Ципрас го кажува. И што мислите, господин Мицо, што ќе случува со Македонија? Сега, кратко кажано, за кој сте повеќе оптимист? За Република Македонија или за Република Северна Македонија? За која држава сте повеќе оптимист? Сега, видите, Република Северна Македонија практично не може да постои, затоа што таа сега е гласано, името е сменето не за да постои Република Северна Македонија, а тоа е направено за да може да биде уништена Македонија со тој дележ. И кога Ципрас и другите викат со Преспанскиот договор, значи се спречува голема Албанија.
точно обратното. Со Преспански договор се обезбедува голема Албанија. Така што тоа е точно И за спротивното. да не се обезбеди голема Албанија, еден ден Северна и Јужна Македонија, според грчката стратегија, треба да се обединат. Па тие така велат дека тоа е Грчка Македонија. Тоа Не е ни така? кажа и за Мирка Па, Динова, да, и за да, све ни па кажа. тоа е Грчка, дека Карагјанската војна не е национална, туку е идеолошка. Па, точно така. И дојдеме до прашањето на Северна Македонија. Уште пред 9 месеци, кога прв пат е официализирано името Северна Македонија, го постави прашањето, ако е тоа првата фаза, која ќе биде втората фаза, секогаш ко постои Источна и Западна Германија, Северна и Јужна Кореја, Северна и Јужна Македонија. Првата фаза е на некој начин одвојување на една од друга територија. Втората фаза е спојување на тие две територии. Прашање на време кога ќе се спојат Северна и Јужна Кореја, кога што се споја Источна и Западна Германија. Прашање на време кога ќе се спојат Северна и Јужна Македонија. И ако тоа е првата фаза, оваа територија да го изгуби националниот идентитет, националната вертикала, и тоа де факто е стратегијата на Тиранската платформа и на уставните измени, договорот со Бугарија и договорот со Грција, ова да биде територија која се нарекува Северна Македонија, која има една хибридна нација. Втората фаза е спојување на Северна со Јужна Македонија. И Киро Глигоров и Васил Топурковски тајно имаат преговарано за правење на конфедерација помеѓу Република Македонија и Република Грција. И многумина смета дека атентатот на Киро Глигоров всушност влече корени од Албанија и од Бугарија кои се спротивставувале на тоа можно спојување помеѓу Република Грција и Република Македонија. И сега си поставам прашањето, дали некој игра голема игра? Дали некој игра која ќе се рефлектира за 20 или 30 години со спојување на Северна и на Јужна Македонија? Се надам дека тоа нема да се случи, почитни гледачи. Посакувам тоа да не се случи. Меѓутоа, како аналитичар не можам таа можност да не ја ставам на маса и да анализирам пред вас. Вие имате право да знаете вистината. Добро, господине Треквич. Тоа дека албанците сака да го спречат тоа и дека тие стојат за извршениот атентат врз Киро Глигоров е некоја ваша конструкција или имате одредени елементи, докази кои може тоа да го подкрепат, тоа да го потврдат? Па јас сум директен учесник свих тих догаѓаја. Сватате, ја причам оно што знам. Тој атентат кој извршили со албанци, тоа се зна. У тим обавештајним круговима и уопште тим високим политичким круговима, тоа се зна. Нито никаква тајна. Тоа не е тајна? Не. За Србија тоа не е тајна. Дека албанците Албанци су извршили атентат. Чак, ја мислим да наши обавештајни служби имају и особе кои су тоа урадили. Име и презиме. Мислите дека и македонските служби ги имаат тие информации? Могуќе. Али nije vreme da se one plasiraju. Albanci od Makedonije, od Kosova ili od Albanije? I to je bila jedna grupa koja je kasnije se pretvorila u ANU. Vana. Aha. To su ljudi iz te grupe otprilike. Pazite, atentat ne mogu da izvedu Albanci. Neko im je pomagao sa strane. Ja ću odmah da kažem. Ovde vršljaju Britanci i Nemci za takve stvari. Za takve operacije? Da, za takve operacije. A Amerikanci, oni su kao đule kad treba nešto se sruši potpuno, ajde, buf, ono, i tako dalje. A ovo je za suptilni A ovo je za neko da se ubije, neko da se smakne, neko ovo, neko ono. To je plan. To je nemačko-britanski plan. Значи, атентатот на Глигоров можеме да го ставиме во некој контекст на таа операција. Па и Điđića su ubili Britanci. Ja sam to napisao u sred vanrednog stanja. Господине Треквич, значи, всушност атентатот на Глигоров е некоја претходница на таа операција Вруг ветар. Jasno. За поделба на Македонија. Ne, nego za nestanak Makedonije. I da se ona podeli otprilike 2/3 Albancima, 1/3 Bugarskom. Ако Ципрас вели дека македонците се словенизирани грци, ако имаме име на државата Северна Македонија, тоа мора да постои Јужна Македонија. Тоа е оној дел на Егејска Македонија кој е во Република Грција. Ако се споили Источна и Западна Германија, природно е да се спојат Северна и Јужна Македонија во некој период од 20 години. Тоа ли е грчката стратегија?
Као крајна инстанца. Не знам дали е како крајна инстанца таа, но ако се толкува од овој аспект, ако има северен дел на една одредена територија, неизбежно е дека има и Кипар и Северен Кипар ке треба да се спојат, нели тоа е грчка стратегија. Добро, тоа сега во овој момент не можеме да го анализираме и не можеме да кажеме дали е тоа крајната цел на грчката политика. Јас само сакав да... Сметате вие дека Ципрас после Венизелос е најуспешен грчки премиер последните 100 години? Успеа да го реши македонското прашање. Успеа да го реши монополот врз античкото наследство. Успеа Александар Македонски целосно да го врзи за Грција. Успеа да протни тезата дека ние, односно егејците, се словенизирани грците, тоа е многу опасно. И тоа одговара на тезата што некои луѓе тука ја застапува Тодор Атанасовски, например, пред 3 години, кој велеше дека има процес на егеизација, кој е сличен на процесот на бугаризација и процесот на србизација. Значи, одредени луѓе кои не се македонци, тоа се егејци, ја егеизираат Република Македонија, значи ја колонизираат и окупираат Република Македонија. Тоа Ципрас не го кажа. Тука имаше такви ставови и тези. Да, во неговите последни обраќања, тоа е заблудата која што сакам да ја истакнам, дека и при употребата на терминот, например, славо македонци, треба да нашите граѓани да знаат дека кога го употребува терминот славо македонци, тој не мисли на истата терминологија што мислиме и ние тука за нашата нација. Мисли на словенизирани грци, значи терминот Македонија го еленизира. Минатата емисија анализиравме зошто е пасивен Ѓорги Иванов. Зошто, например, Ѓорги Иванов не го покренува прашањето како е сменето името на Република Македонија и зошто за тоа нема расправано Советот за безбедност кој има донесено резолуција со која се обврзува Метју Нимец да биде посредник помеѓу Република Македонија и Република Грција околу таа разлика околу името на Република Македонија. Минатата недела веројатно со внимание следевте посетата на Владимир Путин на Белград и она негова пресконференција заедно со Александар Вучич. На таа пресконференција единствено Владимир Путин ја отвара и ја споменува резолуцијата 1244. Тоа значи дека Косово се уште составен дел на Република Србија и границите помеѓу Македонија и Косово де факто според таа резолуција се граници помеѓу Република Македонија и Република Србија. Александар Вучич не говори за таа резолуција 1244. Исто како нашиот Ѓорги Иванов. Гледате, мокни држави во меѓународната политика, како Кина, како Русија, ќе ги постават принципелно тие прашања. Зошто за такви крупни промени на Балканот не се расправа тама кај што има местото во Советот за безбедност, а Србија или Република Македонија кажат не, тоа се билатерални прашања и не сакаме за тоа да се разговара во Советот за безбедност. И тоа ќе биде апсурдно на целата политичка драмолетка која сега се случува на Балканскиот полуостров. Вицо, гледате, минатата недела Путин доаѓа во Белград. Да. И неколку пати на пресконференција со Вучич вели резолуцијата 1244. Таа резолуција значи дека Косово е составен дел на Србија. Да. И Вучич ниту еднаш не спомнал резолуција 1244. Збори за одредено, мирно, принципелно или достоинствено договарање со Косово. Тие сите на Балканот, за жал, сите на Балканот са подкупени. Тие са американски агенти, дефинитивно сите. Еден е директен, друг така, ама сите са во тој правец одат. Сите во тој правец. Јас затоа викам, независно кој ќе добие на избори, ајде да теоретизираме, ВМРО ќе дое. И шо? Ама ние не говориме за резолуции кои Совет за безбедност има прифатено и изгласено за македонското прашање, за прашање на името. Да. Ке дојде Кина или Русија да го отворат македонското прашање на Совет за безбедност, нема Ѓорги Иванов да го отвори, нема Зоран Заев да го отвори. Како вика Никола Димитров, тој е билатерален спор, билатерално прашање, нема што Советот за безбедност да расправа. Значи ќе дојдат странците ќе ни ги отварат прашањата дали резолуција 1244. Па точно тоа е циркузанската работа, дека баш тој председателот кој мора да е, еве, како знам кажу, седи како гушец. Инако точно тоа испаѓа. 100%. Абе ние сакаме странци, пријатели да се борат за нас и да тоа да. А ние што можеме да направиме само ако примерно како во тоа ако дојдат на Дунава да трчиме со баници и со тоа со леп. Па ние бевме нестрекни што пола милион грци у петокот не излегува во Атина да ни го спасат името. Значи бевме живи и нестрекни.
И кажахме, леле, и грците не издадоа. Не излегоа пола милион грци да не го решат проблемот нимето. Да, грците не излегоа. Еве тие не се доволно јаки, пошто ние седим во кафаните и правиме политика. Па затоа и јас отворено го кажувам, сегашните генерации кои сме живи, ние сме црна дупка во македонската историја. Сите кои сме живи. И самиот факт дека името е сменето, идентитетот е сменет, територија веќе практично немаме и тоа, и што? И ние седиме и чекаме. Кого чекаме? Годо, Господ. Јас слушам секој ден, Господ ќе ми спаси. Чекајте бе, Господ, а вие кај сте? Изминатите неколку месеци, почитувани гледачи, постојано слушав ваши јавувања, ваши сугестии, ваши анализи, кај што велевте, гледате што прави храбриот грчки народ или како храбриот грчки народ се бори за своите интереси, како протестира во Атина, како влага во грчкиот парламент или грчкото собрание и како е наметнува својата волја врз грчките политичари. Меѓутоа, петокот тоа го немаше. Не протестира 200, 300 или 500 илјади луѓе кои се незадоволни од политиката на Алексис Ципрас и промената на името Република Македонија во Република Северна Македонија. Можеше неодемократија или опозицијската неодемократија да извади пола милион луѓе на улици во Атина и да не биде реализирана таа спогодба или да не биде реализирана таа операција на промена на името Република Македонија во Република Северна Македонија. Меѓутоа тоа не се направи. Знаете, ние го враќаме филмот. Од што се плаши секоја влада? Например, од што се плаши македонската влада? Јас ви гарантирам дека македонската влада многу повеќе се плаши од 30 септември и тоа што им се случи со оној неуспешен референдум, отколку што се плаши од 27 април 2017 година. Бидејќи ако имавме нов 27 април 2017 година, некој нов Крсто Муковски за една или за 2 години, уценет ке гласаше во македонскиот парламент, границата на Илирида да биде поставена кај Свети Николе. Де факто, секоја влада, или што би рекол Пашич, ако народот молчи, тогаш треба да се плашиш, тога треба да попушташ. Значи, секоја влада, вклучително и владите на Република Македонија, најмногу се плашат од она незадоволство на граѓаните кој ќе биде изразено на референдум, ќе биде изразено на избори. А секоја влада, посебно владата на Зоран Заев, сака конфликт. Бидејќи преку таков конфликт таа сака да покаже дека одредени проруски, одредени непријателски, антизападно, антидемократски структури во Република Македонија на сила или преку улица сака да го спречат текот на историјата, односно да го спречат тој визионерски модел на Зоран Заев да ги воспостави односите со Албанија, со Бугарија и со Грција и да внесе Македонија во НАТО и во Европската унија. Значи јас ви верувам, почитувани гледачи, ако имаше реприза на 27 април, ние за една или за 2 години со некој нов Крсто Муковски ќе гласавме за граници на Илирида, некаде во околината на Свети Николе. Затоа, ова влада или вакви власти многу повеќе се казнуваат со тивок бојкот или со тивко гласање или со прекјутно гласање против нив, како што беше направено на 30 септември. Од такви операции многу повеќе се плаши Зоран Заев. Но зошто нова демократија не собра пола милион грци? Зошто нова демократија не го спречи или не ја спречи ратификацијата во грчкиот парламент? Зошто тој грчки национален набој кој постои не беше излеан или разлеан по улиците на Атина? Може да го спрече договорот. Не сака да го спречат. Мислам дека и нова демократија не сакаше да го спречи. И тоа е не сакаше да го спречи на таков начин, но се спротистави. Значи се спротистави внатре во парламентот, нешто слично во основа грците знаат дека тоа е најдобар договор што може да го постигнат. Од 130 држави кои признаваат Македонија под уставното име, тие не донесува во ситуација сами да се откажеме и сами да ги молиме тие 130 држави да не признаваат под уставно име. Па има ли поголемо национално понижување за една држава? Има елементи кои што сте во право со што го кажувате од аспект на победници и на поразени. Што се случи во СДСМ? Видите, прашање на време, кога ќе дојде една драматична експлозија на незадоволство во СДСМ. Дали тоа ќе биде сега, за една, за 2 или за 3 години? Тоа е неминовно, почитувани гледачи. Бидејќи СДСМ како партија која е фундирана или која е втемелена на одредено антиврховистичко и антибалистичко делување во мандатот на Зоран Заев е претворена во партија која ги стимулира и врховистичките и балистичките структури во рамки на Република Македонија. По 5 или по 10 пат спомнувам дека 1943 година партијата СДСМ или Комунистичката партија на Македонија е формирана во градот Тетово. Тоа е направена со една единствена причина да се покаже дека Тетово е составен дел на денешна Република Македонија. Значи партијата која е наследничка на Комунистичката партија на Македонија
која е фундирана и втемелена на антиврховистичко и антибалистичко делување, денес всушност е партија која балистичкото и врховистичкото делување го внесува на голема врата на македонската политичка сцена. Значи, имам само прашање на денови, кога таа експлозија на незадоволство ќе се манифестира во СДСМ? Тоа не мора да е денес, може би да е за една, за 2 или за 3 години. Меѓутоа, таа партија ќе мора да помине за еден многу тежок процес на дезаевизација во СДСМ, бидејќи овој процес на Зоран Заев, овој мандат на Зоран Заев ќе биде со црни букви одбележен во историјата на СДСМ. Народот, дуј нема да сака да се срасни со СДСМ, кој најмокна албанска партија, како што нарекува лидерот на ВМРО да помене. Да, таа станува најмоćна албанска партија, бидејќи понудата према албанците од страна на Заев е поголема отколку што може да понуди и да испорача Ахмети. Ахмети се веќе нема проблем со Беса и со Алијанса или со ДП. Има со Зоран Заев. И нормално дека они полека, но сигурно ќе почнат да се гледаат на ретровизор и да почне меѓу нив да си подметнуваат. Видите што случува во Венецуела. Не велам кој управа, кој укриво. Ниту ми Мадуро симпатичен, ниту ми бил Чавес симпатичен, ниту новиот вршител на должност председател на Венецуела ми е симпатичен, ниту пак нешто со многу потресен за Венецуела. Меѓутоа, гледате изјавата на шпанскиот премиер. Шпанскиот премиер заедно со францускиот, заедно со германската канцеларка, заедно со британската премиерка испраќа ултиматум до актуелниот председател на Република Венецуела, господинот Мадуро, му вели во рок од 7 дена да направи се да се распишат нови председателски избори на кои ќе може да биде манифестирана волјата на граѓаните. Внимавајте, Шпанија, која не почитува волја на граѓаните на 2 референдуми во Каталонија, сега бара венецуелскиот председател да ја почитува волјата на венецуелските граѓани. Гледате колку е апсурдна целата таа меѓународна политика, колку таа е политика на двојни стандарди, колку е тешко во една таква политика на двојни стандарди да се снајдите како мала држава, почитувани гледачи. И подоцна ние македонци ќе велиме дека нема правда. Да, нема правда. Ако таа правда не постои за многу поголеми држави, како што е Венецуела, тогаш како сакаме за нас со 2 милиони жители таа правда да постои. Ако пак не постои правда, ако пак не постои почитување на меѓународното право, кои алатки им стојат на располагање на малите народи да си ја чуват својата државотворност и својот суверенитет. И тоа е времето во кое живееме. Ние ќе мораме да се прилагодиме на тоа време и ќе мораме во такви услови да пробаме колку што е можно повеќе да ја зачуваме својата Република Македонија, македонскиот народ и македонскиот идентитет. Македонија сега се наоѓа во криза. Во сериозна криза, веројатно најголема криза последните 100 години. Да, така е. Република Македонија пратена во историја, формирана Република Северна Македонија. Така. Има капацитет за македонско обединување? Не. Видите, македонско обединување никогаш, и тоа е една лаг. Македонско обединување никогаш не е имало. Знаете, во тоа национално освободителното движење до 1908 година промакедонската струја, потоа веќе антимакедонската струја, потоа од 30-те години пак, значи тука и во антифашистичката борба исто. Тука е и секогаш во Македонија имала борби на разни струи. И сега, кога имала е надмок, македонската струја, како и во антифашистичката борба, македонската струја, тога се добива. Никогаш македонскиот народ не е бил обединет. Па знаете, во Илинденското востание учестват 1,9% од населението. Колку учестват во антифашистичката борба? Тоа 44-та година, кога русите се надуна, друга работа. Станува збор 41-та, 42-та, шо? 43-та се создава Комунистичка партија на Македонија во пролет. 43-та во пролет. Така шо, кај нас, јас за тоа викам, обединување не може да биде и обидите за обединување за тоа, значи се да се раскашка. Пошто не можеш ти од една страна ти седат ходоши, други наводни патриоти, други како таа турлитава ќе обединиш. Проблем е дека ние сега моментално немаме јака македонска струја. Овие тие секогаш се си били другите и во времето на антифашизмот и водот, но имало јака македонска струја. А сега нема таа јака македонска струја. Таа е уништена. Таа е уништена. Тоа е. Не што нема обединение. Па никогаш не сме били. Намерно е газена. Намерно. И турната на страна. И сега има борба меѓу другите струи. А ја нема македонската. Нема македонската. Тоа е големиот проблем. И затоа изгубивме државата. А инако секогаш борбата е била меѓу македонската струја и останатите. Тоа е.
А нещо има обидено. Кога има обидено? Немам. Това е нашето проклетство. Нашата карма. Но сега е проклетството това, що македонската струя, оригиналната нема. А инако, ако има, и аз не се плашам дека има други. Македонската, ако има, тая ќе се бори и ќе надделее. Ама, кога нема, тогаш веќе оставаш на другите. И сега почваш, ама овој дали е по-добър от другиот, ама тоа сега шо прави, и така, нема. За жал. Моментално. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефто, почитани гледачи, не се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.